Ова е колективна траума и колективна болка која што сите ја живееме и ја осеќаме. На различно место, но секаде низ нашата душа. Зорниот пожар во македонскиот клуб во Кочани кој остави 59 жртви, а преживеаните и семејствата се соочуваат со шок и загуба. Но во вакви моменти психолошката поддршка може да биде исто толку значајна како и медицинската помош. Оние кои што се индиректно повредени или погодени од ситуацијата, на некој начин се секундарни жртви и во име на тоа е многу значајно првично да ги видат своите поддршки. Да видат кои имаат тие што им чува грб, за да видат што е тоа што можат тие да го дадат, ама да биде човечно, да биде многу предпазливо и умерено. Во ситуации на ваква траорна ситуација и траума, е многу значајно да не се наметнува, но да се биде тука. И тоа човечки, многу емпатично, многу внимателно, но не преемпатично. Едноставно можеме само да бидеме тука. А оно што го правиме ние како психолози е покажуваме дека сме тука и во моментот кога е многу тешко и во моментот кога ќе дојде повлекувањето, но и се понатаму што покажува живењето. Многу е значајна поддршката да бидеме тука во секое време, да не се повлекуваме, но и да не се преизложуваме. Односно, да даваме здрав разум, за да имаме чист дух. Многу е значајно да бидеме заедно, да бидеме сплотевни и да припаѓаме едни на други, бидејќи сите го делиме тоа што го има и тоа што постои и тоа што не можеме да го одбегнеме. Во моменти на загуба, сплотувањето е од клучно значење за да се најде сила да се продолжи напред. Дури и во тага, животот продолжува, а соодветната психолошка поддршка може да направи разлика за погодените.